Добар ден, господине Петар. Ви благодариме што дојдовте во просториите на МИА за интервјуто што го правиме во рамки на изборната кампања и што одвоивте време за нашите гледачи и читатели. Благодарам за можноста. За прв пат сум во Државната агенција и за мене е чест да поразговараме за актуелната политичка кампања. Така. Изборната кампања веќе почна. Таа веќе е во полнек. Вие како претседател на Граѓанско-демократска унија почнавте да ги презентирате вашите програми пред граѓаните, па ева ако може да ми кажете накусо кои се 5 клучни работи кои планирате да ги промовирате со цел да ги привлечете гласовите на граѓаните за време на овие избори. Да, и ние како Граѓанско-демократска унија ја промовираме нашата програма и ми се допаѓа тоа што ме прашавте конкретно кои се 5 основни приоритети. Ние како ГДУ немаме политичка програма во која што да објаснуваме како тоа ќе изградиме уличка, патче, чешма во некое населено место, како треба во 21. век да зборуваме за компјутер за секое дете. Бидејќи ако и од денешна перспектива разговараме на тие теми, тоа значи дека некои овие 30 на години ги проспал. Ние како Граѓанско-демократска унија имаме јасна, концизна и кратка програма во која што се собрани како сублимент нашите политички филозофии за основните сегменти на општествениот развој и сектори во општеството. Прв приоритет е политичкиот систем. Голем дел од проблемите во нашето општество се директно сврзани со начинот на кој што функционира политичкиот систем, како Македонија го формира својот законодавен дом и големата аномалија од реално непостоење на функционална представничка демократија во нашиот парламент. И тоа е реалноста и вистината за нашиот политички систем, кој што представува една скапа бирократска машина за гласање по нарачка и порачка на политичките лидери. И што конкретно визираме кога зборуваме за представничката демократија? Промената на изборниот модел преку воведување на отворени листи, во кои што ние како општество да ја ограничиме власта на поединците, а тоа се политичките лидери, кои што ги составуваат своите листи на база на послушност и лојалност кон нив, а не квалитет на кадрите и кандидатите за пратеници, е приоритет кој што е многу важен за да можеме да ја вратиме моќта, суверенитетот во рацете на граѓаните. Тие се тие кои што преку отворените листи ќе можат да изберат своји представници во парламент и преку тие или конкретните представници во парламент да носат одговорност директно не пред партискиот лидер, а пред гласачите кои што на база на нивните видувања за развојот на државата ги испратиле во парламент. Второ, ние како Граѓанско-демократска унија веруваме во мала, ефективна, професионална и надградена, подготвена државна администрација. Овој бирократски систем кој што денеска функционира во Македонија е една скапа машинерија која што место да создава услови за развој, за прогрес во општеството, многу често е кочничар, регресивен елемент. Со оние, знаете, најразлични нормативни акти, најразлични лиценци, дозволи, па одете од канцеларија во канцеларија за 3 печати и 2 подписи, нели, и губите 3-4-5 дена. Тој систем до таков степен станува менгеме во нашето општество што прогресивните млади сили кои што имаат желба да се занимаваат со приватна иницијатива, до таква степен ги притиска што тие единственото решение го наоѓаат во или излез го наоѓаат на аеродромот во Скопје. Затоа ние веруваме во тоа дека е потребна реформа во администрација, но таа треба да започне од врвот на пирамидата. Ако ние како политичари сакаме да го убедиме нашето општество и нашите сограѓани дека сме подготвени да правиме реформа, тогаш треба да започнеме со личен пример од самите нас. Затоа ние зборуваме од ГДУ за намалување на бројот на пратениците во собрание. На Македонија не е потребно собрание од 120 пратеници. Секој еден од граѓаните знае дека половината од нив немаат никакви активности во законодавниот дом, не гласаат, не даваат предлози, бидејќи законодавниот дом значи творечство, создавање на закони и правила во општеството. Имаме пратеници кои за 3 или 4 години од мандатот еднаш не зеле збор. Сметам дека на Македонија е доволно моделот на Словенија од 90 пратеници и тој треба да биде имплементиран. Второ, оние трошоци, представете си само за плата, собранието троши 7 милиони евра. Само за основна плата на пратениците. Со половината од тие средства ние можеме да изградиме едно модерно училиште по германски модел, кое што да даде шанса на 800 ученици да се образуваат таму. За 2020 Македонското собрание има буџет од 10 милиони евра.
Дали е тоа нормално за една држава која што има дефицит од 1 милиарда и 200 милиони во буџетот да троши 10 милиони евра за таков тип на непродуктивни трошоци? Од друга страна, ние веруваме во тоа дека на Македонија повеќе не е потребна влада од 21-22 министри. Онаа пракса за купување на политички мир со назначување на министри без ресор, еднаш за секогаш во нашето општество треба да престане. 1/3 од македонските министри се всушност министри без ресор кои што само земаат плата и реално немаат никакви обврски како службени обврски. Сакам да ги прашам нашите политички конкуренти, јас сум човек кој што цел живот работел во приватниот сектор и тие доаѓаат од приватниот сектор, барем така го објаснуваат пред нашето општество, колку директори без ресор имаат во своите фирми и дали се подготвени тие од своите приходи во нивните компании да плаќаат луѓе кои што немаат работни обврски. Тогаш клучното прашање е зошто јас како граѓанин или вие како граѓанин на Македонија сме должни од нашите даноци да им купуваме политички мир. Македонија може да функционира прекрасно со 15 министри. Доста поразвиени држави од нас со силни економии функционираат со 15 министри. Од друга страна, оној број на државни агенции, на надзорни одбори, на управни одбори, на јавни предпријатија, че ние имаме еден тотално бирократски раздоен систем кој што единствено се користи за згнездување на разни политички активисти пред и после изборите. Ние како граѓани на Република Македонија не сме должни да го трпиме тој систем кој што да ни ги црпи јавните средства, кои што ние ги плаќаме под формата на даноци не за да купуваме политички мир, а за да имаме подобро образование, подобро здравство, подобри услови за развој на младите луѓе, подобри услови или подпомагање на бизнисот во државата и така натаму. Значи, прво започнуваме од тој момент. Реформа на администрација и промена на изборниот модел. Ние веруваме во тоа дека Македонија треба да биде една изборна единица, со отворени листи, 90 партеници, всушност тоа е моделот по кој што се избира и Европскиот парламент. Тоа не е ништо поразлично од тоа што функционира. Кога ќе го завршиме ова прашање и кога ќе успееме, кратејќи ги јавните непродуктивни јавни трошоци, како што се пример платите на ранковните вработени, за жал никој кај нас повеќе не сака да дискутира за тоа прашање, тогаш мислам дека ќе ни останат средства за реално како држава да можеме да инвестираме во другите два основни приоритети за едно општество, а тоа е образованието и здравството. Ако ние не успееме да изградиме образована, модерна македонска нација, едно идно поколение кое што да може да се носи со предизвикот на големиот европски пазар, и ако не успееме да создадеме услови во кои што тоа македонско поколение да расте здраво, во услови на модерен здравствен систем, тогаш ние како политичари не сме завршиле никаква работа. Затоа ние зборуваме за реформи во образованието. Сметам дека на Македонија е потребно образование во кое прво да имаме помалку часови за учениците, тоа се моделите кои што функционираат во Западна Европа, помалку ученици во самите учебни паралелки и подобро мотивирани професори. Ние зборуваме од Граѓанско-демократската унија за национална стратегија за образование, во кое што ние, после изборите, како политички субјекти, без разлика дали сме дел од власт или опозицијата, да седнеме и да успееме да создадеме таква една национална стратегија за образование и не да се обидуваме да измислиме топла вода. Има прекрасни модели, како што е шведскиот модел, германскиот модел, словенечкиот, кој што можеме да го имплементираме во Македонија. Сепак, кој е најглавниот проект на кој најмногу сте фокусирани и кој веднаш би го реализирале доколку ја добиете таа можност по завршување на изборите? Таму каде што нема правда и правичност, нема ниту ред и просперитет. Повеќе од јасно е дека македонското општество има сериозен проблем со владењето на правото. И ние како Граѓанско-демократска унија голем дел од нашиот фокус сме го насочиле кон реформите во правосудниот систем. И ќе ви кажам тоа што ние го мислиме односно одговорноста на тој правосуден систем. За мене е несватливо Македонија нон-стоп да губи дела во Страсбург, како што наскоро наши сограѓани во врска со споровите со БЕК успеаја да осудат Македонија и ние како данокоплатци благодарение на грешните судски решенија на некои судија во Македонија сега треба и илјадници, стотици илјади евра да исплатиме оштета. Тогаш се поставува прашањето: каква е одговорноста на тој судија?
каква е неговата персонална одговорност. Затоа ние сметаме дека судиите треба да носат лична одговорност со својот имот за грешните судски решенија. Сметаме дека ако се докаже една таква ситуација во која што судијата зел грешно судско решение водено од други мотиви надвор од правото, треба да го изгуби и правото да ја практикува таа професија, но исто така да го изгуби и правото на пензија. Никаде во светот не постои действие без обратна реакција или контрадействие. Во нашиот систем, судскиот систем, еден од основните проблеми е тоа што голем дел од нашите судии се мотивираат од други аргументи при носење на судски решенија. Се разбира дека има и честни исклучоци, но секој еден од нашите сограѓани знае за што станува збор. Кога зборуваме за јавното обвинителство, ние имаме, ако можем така да си изразаме, на провокативна идеја за јавното обвинителство. Повеќе од јасно е дека во Македонија се гледаат пипците на политиката во јавното обвинителство. Повеќе од јасно е дека секој еден од граѓаните е тврдо убеден дека македонското јавно обвинителство има директни зависности од политичките централи. Тогаш зошто ние политичарите не сакаме да носиме одговорност за јавното обвинителство и се зацкриваме зад некакви така наречени совет на јавни обвинители или некој си друг корумпиран јавен обвинител? Ајде да се носи политичка одговорност за назначување на главниот јавен обвинител и создавањето на јавно обвинителската структура во Македонија. Ние како Граѓанско-демократска унија сме подготвени да назначиме главен јавен обвинител во Македонија. Се надевам дека и нашите политички конкуренти се подготвени да носат и политичка одговорност за своите кадровски решенија во јавното обвинителство. Онаа флоскула дека јавното обвинителство е независно, сметам дека нашите сограѓани одамна се разубедиле дека не е така. И кој е овој модел? Ова е всушност моделот на Соединетите Американски држави. Таму, вклучувајќи го и FBI, вклучувајќи ги и шерифите локални и така натаму, се назначуваат од политичарите и политичарите носат одговорност за нивниот начин на работа. Ајде да го имплементираме и во Македонија. Во однос на економијата, сакав да ве прашам, таа ќе биде најголем предизвик во периодот што следи, поради COVID-19. Какви мерки вие предлагате во однос на економијата со цел намалување, односно излез од економската криза? Ако знаеме дека основен столб на македонската економија се малите и средните компаниите кои што имаат од 1 до 9 вработени, тогаш повеќе од јасно е дека фокусот на тие компании треба да биде основен приоритет на идната македонска влада. Кога зборуваме за мерките од COVID-19, ние неколку пати сме ги критикувале, особено за сферата на економијата, бидејќи средствата не беа насочени кон реалните компании на кои што им се потребни средства, за тие мали и средни компании, беа насочени кон структури на разни олигарси, кон кладилници, кон коцкарници, кон компании кои што имаат десетици милиони евра печалба за последните неколку години, кои што според мене можат слободно да преживеат оваа криза и сами. Опасноста е кај занаетчиите, кај малиот и кај средниот бизнис. Ние од Граѓанско-демократска унија зборуваме за тоа дека треба се намали администрацијата за да можеме да ослободиме јавни средства. Но кога ќе ослободиме јавни средства, тоа ќе ни даде можност да ги намалиме даноците. Сите наши политички конкуренти зборуваат за намалување на даноци, но ниту еден од нив не кажува како ќе успее да ја покрие дупката во буџетот. Ето ние од ГДУ ви кажуваме, ќе намалиме администрација и јавни трошоци за да можеме да намалиме даноци во државата. Зборуваме за намалување на ДДВ, кој што треба да биде на 12%, зборуваме за семеен бизнис, нешто кое што во Македонија никој не сака да го отвори како тема. Нешто кое што треба да биде основен приоритет за регионален развој во нашата држава. Станува збор за една неспецифична кампања во специфични услови, во услови на COVID-19. Како вие ја стварувате вашата кампања? Дали имате директни средби со граѓаните и доколку да, дали ги почитувате препораките за заштита од вирусот? Се разбира дека овие услови не се најпријатни за една политичка кампања и ние во овие услови, колку што се нашите можности, се трудиме да стигнеме до максимален број на граѓани и благодарам на кооперативноста на медиумите, тоа ни отвара една можност побрзо да го направиме. Но се разбира дека имаме и средби со граѓани и разговори. Знаете, перфекционизам во човечкиот однос не постои. Не можам да кажам дека сум човек кој што најверојатно можеби во тоа движење, секојдневна комуникација, можеби дел од тие мерки не сакајќи човек ќе ги наруши. Но не го правиме со умисла за да предизвикаме нешто, бидејќи е човечко понекогаш и да сгрешиш.
Нема човек на земјава кој што да има денеска 15, 20, 50 состаноци, да има средби со најразлични луѓе и да ме убеди во тоа дека е толку перфектен во односот на мерките, нели? За мене е лицемерно. Да, се трудиме да го правиме, не правиме големи собири, се обидуваме да ги ограничуваме тие собири на помалку луѓе, но се обидуваме преку медиумите со нашиот искрен однос, со нашата желба да предизвикаме процес на промена преку личен пример, да им објасниме на граѓаните дека е важно да излезат на следните парламентарни избори. Во однос на кампањата на ДУИ, тие одат со мотото прв премиер албанец, го промовираат Насер Зибери како нивен кандидат за премиер албанец. Кои се вашите ставови во однос на оваа нивна кампања и како според вас ова ќе влијае на албанскиот електорат во земјава? Не можам да ви кажам како оваа идеја би повлијаела кај некого или кај граѓаните, дали тоа се македонци, албанци или кој да е наш сограѓанин. Повеќе од јасно е дека ДУИ за овие, не знам колку, веќе 18 години дел од власта или 20, се покажа како еден апсолутно некооперативен и прогресивен коалиционен партнер. Така да, од гледна точка на тоа кој ќе биде идниот премиер на Македонија, доколку ме служи паметта, ние се уште сме парламентарна република. Ако господинот Ахмети го дерогирал важењето на македонскиот устав, подобро е да ни го каже тоа, бидејќи не Али Ахмети определува кој ќе биде премиерот во државата, ниту Зоран Заев го определува, ниту Мицкоски го определува, ниту Петар Колев. Тоа ќе го определат граѓаните на едни фер демократски парламентарни избори. И ако предлогот на господинот Ахмети како кандидат за премиер го одобрат мнозинството граѓани, би му посакал успех во неговата работа. Но длабоко во себе си се сомневам дека овој модел на етничка конфронтација по време на предизборна кампања, во која што никој не сака да зборува за образование, за економија, за здравство, би можело да донесе услови во кои што ДУИ да добие таква широка поддршка. Кога станува збор за ставот на Граѓанско-демократската унија, нашиот став е јасен. Ние во влада во која што учествува Демократската унија за интеграција нема да учествуваме. Не заради тоа што имаат кандидат за премиер албанец, а заради тоа што за овие 30 години или 20 од како се на политичката сцена, голем дел од нивните кадри беа дел од коруптивните шеми во државата и не видовме ниту еден нивен кадар да понесе некаква одговорност. Понекогаш ова е прашање и на машкост. Ако сгрешиш и ако направиш нешто кое што е надвор од законите и правилата, би било машки и одговорно да застанеш пред нацијата и да понесеш одговорност. Без разлика на кој бог се молиш и без разлика на тоа од каква етничка припадност. Ги предизвикувам колегите од ДУИ, бидејќи сметам дека голем дел од нив имаат цврсти машки убедувања за водење на политика, да видиме кој од нивните кадри е подготвен да се судри со еден нормален правосуден систем. Нека ги оставиме малку емоциите настрана и нека со своите дела покажеме дека сме подготвени да ја раководиме државата. Како го оценувате договорот за добро соседство со Бугарија и нивните последни обиди да го оспорат македонскиот јазик? Македонија, уште 93 или 4-та, не ме фаќате точно за збор, ги има формулирано своите основни приоритети во надворешната политика. Тоа е членство во НАТО и во Европска унија. Договорот со Грција и со Бугарија е плод на политички притисок, на дипломатски притисок, со јасна цел Македонија да може да влезе како членка на НАТО и да започне преговори со Европската унија. Во овие, после подпишувањето на договорот со Бугарија, за моја огромна жал, се измести фокусот од духот на договорот. Многу политичари во Македонија и во Бугарија се обидоа на база на договор за добрососедство и соработка да пумпаат негативни политички поени. Јас не сум човек кој што се занимава со популизам и кој што од денешна перспектива во овој момент, по време на кампањата, ќе се играм со емоциите на граѓаните, а после тоа кога ќе отидам некаде во Европскиот парламент или на средба со некој колега, ќе кажувам дека поддржувам апсолутно се. Јас сум човек прагматичен и сметам дека договорот со Бугарија треба да се разгледува во едни времиња кога водата или езерото ќе бидат мирни, кога македонските институции ќе бидат формирани, кога бугарските институции ќе бидат надвор од избори и да седнеме и да ги затвориме прашањата. Јас верувам во добрососедски односи на Македонија со сите соседи. И со Грција, и со Бугарија, и со Албанија, и со Косово, и со Србија, и со Хрватска или подалечните соседи наши. Но да е принцип на равнопоставеност. Ако ние навистина се почитуваме со официјална Софија, тогаш треба да се почитуваме еднакво.
како што ние ги почитуваме нив, така и тие да не почитуваат нас. И за крај, господине Петар, кои се вашите очекувања од овие избори? Колку мандати очекувате? Кои се вашите опции за коалицирањето, колку ги имате? Ние сме реални луѓе на база на резултатите од локалните избори во Охрид, на кои што имавме 6% како политички субјект, очекуваме еден сериозен резултат на овие избори, но не очекувајте од нас дека ќе зборуваме за тоа дека, не знам, ќе направиме чудо. На нас ни е јасно дека политичкиот процес во кој што е влезена граѓанско-демократска унија потребно време да се развие. Но имаме очекувања сериозни и реални во неколку изборни единици и сметам дека нашиот резултат ќе биде достоен. Од друга страна, нашата цел не е власт, не е тоа ние да бидеме дел од владеачката структура во државата, а нашата цел е да предизвикаме промена во општеството на преку личен пример. Да се обидеме да испровоцираме критичната маса, критичната интелектуална маса во Македонија на база на нашите политички ставови, да се обидеме заедно да го почнеме тој процес на промени. Затоа ние очекуваме дека ќе имаме една достојна кампања. Нашата кампања, како што секој може да забележи, е максимално позитивна. Во неја се трудиме да објасниме кои се нашите ставови по конкретни прашања и на база на тие наши ставови и наши перцепции очекуваме да добиеме и поддршка од граѓаните. Односно коалицирањето. Не би можел да кажам, освен тоа дека никогаш не би учествувале во влада со Демократска унија за интеграција, ДУИ, тоа е наш принципиелен став, заради нивните ретроградни политики. Не можам да кажам од гледна точка на тоа со кого би правеле и дали воопшто би учествувале во една влада. Да ги видиме програмите на партиите. Знаете, пред избори многу од политичките ветувања на крајот се укажуваат неискрени лаги. Ние очекуваме јасен документ со јасни приоритети, 10 приоритети на едната влада, и ако во тие приоритети ги препознаеме политиките на ГДУ, ќе ја поддржиме таа влада. Ако не, нема ништо страшно во Македонија да имате нов политички субјект, млади луѓе политичари кои што да бидат и опозиција. Сметам дека критична маса, критичен поглед на политиката и е потребен. Свежина во тој критичен поглед на политиката е повеќе од потребен во Македонија. Ви благодариме, господине Петар, за ова интервју. Ви благодарам за можноста.